домаќин на кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН Јорце Ѓорѓиевски, вчера му беше градоначалникот на Газибаба Бобан Стефковски. На средбите со граѓаните, Ѓорѓиевски истакна дека младите се двигател на општеството и најголема надеж за иднината на Македонија. Во нивните очи гледаме енергија и храброст, а во нивните идеи нова перспектива. Нашата обврска е да создадеме услови тие да останат тука, дома, со можност за образование, работа, култура и достоинствен живот, додаде Ѓорѓиевски. Тој истакна и дека како град Скопје, заедно со владата, ќе ги вложат сите ресурси во развој на младите, со конкретни политики, ќе ги слушаат, вклучуваат и ќе им дадат простор за реализација на идеи. Ѓорѓиевски порача дека визијата за Газибаба и за Скопје е јасна, да се изгради општество во кое секој млад човек ќе може не само да сонува, туку и да ги реализира своите соништа. Тие не се само иднината, тие се сегашноста. Во попладневните часови Ѓорѓиевски и Стефковски се сретна и со пензионерите од Газибаба. Секој ден се фаќаат по 30 диви приклучоци, а ни денар не плаќаат и затоа нерационално трошат, бидејќи водата ја добиваат за џабе, а МВР не постапува, објави на социјалните мрежи градоначалничката на Скопје Данила Арсовска. Таа праша и зошто, ако може по службена должност да се поднесуваат кривични пријави за оние што крадат струја од Евана, која е приватна фирма, не може да се поднесат и за тие што крадат од јавното предпријатие Водовод и канализација, за да си наводнуваат цели ниви, за дивоградбите, за полнење базени со основниот природен ресурс водата за пиење. Потрошувачката на вода овој месец на дневно ниво е рекордни 356.000 кубни метри на ден, што би значило потрошувачка од 700 литри на вода по глава на жител, напиша Арсовска. Од 30 на пожари што беа активни изминатава недела, повеќето се изгаснати или ставени под контрола, информираше денес Центарот за управување со кризи. Од пожари во Скопје и околината, активни се пожарот меѓу селата Блаце и Чучер во општина Чучер-Сандево и кај селото Љубанци во општина Бутел. За пожарот кај Блаце, утрово директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов објави дека е комплетно ставен под контрола, а синоќа и градоначалникот на Бутел Дарко Костовски објави видео од гаснењето на пожарот кај Љубанци со информација дека е ставен под контрола. Пак се запали дивата депонија во Визбегово. Црн чад се прошири кон Скопје, а силниот ветар го разгоруваше пожарот. Црниот густ чад предизвика голема вознемиреност кај жителите на Визбегово и Бардовци, кои масовно на социјалните мрежи испраќаа видеа и фотографии со прашање: што гори? Од противпожарната бригада на град Скопје информираа дека веќе на терен се испратени 4 противпожарни возила, кои заедно со 2 возила од јавното предпријатие Комунална хигиена интервенираат за гаснење на пожарот. Свое представување пред симпатизерите на ВМРО ДПМН во Карпош, синоќ имаше кандидатот за градоначалник Сотир Лукровски. Со благодарност кон председателот Христијан Мицкоски, ја прифаќам оваа кандидатура со целосна свесност за одговорноста, затоа што Карпош има право на чесна и ефикасна локална власт, порача Лукровски. Лукровски нагласи дека Карпош има потреба од планско урбанистичко развивање, повеќе зеленило, решавање на проблемот со паркирањето, модерни градинки и училишта, како и вистинска борба против загадувањето и урбаниот хаос. Јас не ветувам невозможни работи, туку секојдневна работа, близок контакт со граѓаните и тимска посветеност за реални резултати, истакна Лукровски. Актуелниот градоначалник на аеродром, воедно и кандидат на ВМРО ДПМН за нов мандат, во објава на социјалните мрежи ги најави проектите што со поддршка од владата ќе ги реализира во следниот период. Меѓу другото, Митески најави доградба на училиштето Блаже Конески и надградба на училиштето во Горно Лисиче Гоце Делчев. Во наредниот период општина Аеродром ќе изврши и реконструкција на водоводната мрежа на улица Божидар Рајковиќ во Горно Лисиче, а ќе се реконструираат и десетици улици низ општината. Според Митески, аеродромци за прв пат ќе добијат и мултимедијален центар, современо уреден простор каде што ќе се одржуваат представи, кинопроекции, концерти, изложби и разни културни настани.
Владата на општина Газибаба и одобрила финансирање на 16 нови капитални проекти, информираше градоначалникот Бобан Стефковски. Како што стои во неговата објава, тој веќе одржал состаноци со секторите од општинската администрација за подготовка на ребалансот на буџетот, кој, како што вели, веднаш потоа ќе се распишат постапките за почеток на градежни активности на терен. Меѓу проектите што ќе се градат во следниот период, Стефковски ги најави: нова детска градинка помеѓу Маџари и Керамидница, нова спортска сала во училиштето Григор Прличев во Железара, атмосферски и фекални канализации во повеќе населени места, како и реконструкција на повеќе улици низ општината. Новата детска градинка Бамби, која представува составен дел на детската установа Фидани, го помина финалниот инспекциски надзор. Објектот е целосно опремен со современ инвентар и модерен интериер, во целосна согласност со највисоките стандарди за предучилишни установи. Со капацитет од 350 деца и 22 функционални занимални, овој нов институционален објект обезбедува оптимални услови за ран детски развој, безбедност и благосостојба, се наведува во соопштението на општина Чаир. Од општината најавија дека по завршувањето на градежните активности и внатрешното уредување, во наредните денови се очекува да се организира и свеченото отворање на објектот, додека паралелно ќе се финализираат и последните естетски детали кои ќе го збогатат надворешниот и внатрешниот изглед на градинката. Во организација на Сдруженијето на бизнис жени со поддршка на општина Карпош, синоќа се одржа женско бизнис дружење со цел поттикнување нови соработки и јакнење на заедницата на жени предприемачи во Карпош. На средбата присуствуваа представничките од бизнис секторот, како и координаторката за еднакви можности на жените и мажите при општина Карпош, Виолета Михајловска. Би сакала да истакнам дека Карпош е меѓу првите општини која формираше локален совет за женско предприемништво. За таа намена општина Карпош годинава издвои 200.000 денари за спроведување на проект за поддршка и развој на женското предприемништво преку вмрежување и политики, објасни Михајловска. Општина Петровец направи бушотина за водоснабдување на населеното место Катланово, со цел на дополнување на постоечката водоводна мрежа, особено во летниот период кога е зголемена потрошувачката на вода. По добивањето на резултатите за техничката исправност на водата, истата ќе биде пуштена за употреба во водоводната мрежа. Од општината информира дека се преземаат активности за уште една бушотина за дополнување на водоснабдувањето на населеното место Сушица, бидејќи и во ова населено место во летниот период се јавува недостиг на вода. Сите пензионери од општина Центар со ниски примања може да се пријават за еднократна финансиска помош од 2500 денари. Како што информираа од општината, на јавниот повик што е објавен денес, право на пријавување имаат сите кои примаат старосна, семејна, инвалидска или социјална пензија, при што месечниот износ не смее да го надминува износот од 26.157 денари. И годинава не ги забораваме пензионерите. Продолжуваме со поддршка за нашите највозрасни сограѓани. Оваа мерка е знак на нашата постојана грижа и солидарност, изјави градоначалникот Горан Герасимовски. Откажан е денешниот концерт 4 раце на Димчо Величков од Бугарија и Маријана Ковал од Украина, кој требаше да се одржи во Музеот на македонската борба за самостојност во рамките на Скопско лето. Од фестивалот ги најавија содржините за следните 3 дена. Утре вечер ќе се одржи концерт на Алтус НЗ ансамблот, со почеток во 19 часот и 19 минути во салон 1919. Во петок, со почеток во 11 часот, во Музеот на македонската борба за самостојност ќе се одржи промоција на книгата Предизвикот ништо од Давор Тоциновски, а во 20 часот на амфитеатарот позади спомен куќата Мајка Тереза ќе се одигра детска театарска представа Штурците и мравките во продукција на театар Провокација. Во сабота ќе биде отворена изложба на Ирена Расовиќ од Црнагора под наслов Со ништата во 20 часот во Националната галерија на Македонија Мала Станица.